Ако ја користите изработката на даночната пријава преку програмот, сега имате можност и истата да ја контирате. Да погледаме еден пример. Ова е даночен образник, месечен даночен образник за втори месец. Пресметката на ДДВ пријавата е извршена спрема формулите дадени во долната табела. Во даночната пријава, односно при контирање на даночната пријава, се контират контата од кои се добиени вредностите за полињата за ДДВ од десна страна, за 2, 4, 10 за излезниот и за влезниот данок. (19 до 27). Значи, за поле 0,2 формулата вели 2300 побарува, 2304 побарува и така натаму. Значи овде може да имаме и повеќе полиња, дури некои може да бидат и синтетички од кои другите се содржат. Ако кликнеме сега директно на копчето контирај, ја добиваме табелката за контирање на ова даночна пријава. И тоа како? Еве ги 2300, значи овие 4 полиња, овие 4 конта, ги ја сочинуваат оваа вредност, понатаму овие 37.499 се од овие две, 487 е од ова поле, односно од контото 1302. За контото, за полето 28, кое не се добива од конта, туку се добива како разлика од 17 и од 26. За да затвориме оваа табелка треба да кликнеме на насловот на табелката. Значи за 26, односно 27, 28 е разлика помеѓу тоа е обврската или побарувањето за ДДВ. За да ја добиеме во книжењето, ќе ни треба да ставиме во побарува одредено конто што се користи. Дали 2308 или 9, зависи од сметководителот. Значи, кога ќе контираме, за ова поле се зема вредноста што е пресметаната вредност. Еве контирај. Еве 2309 е оваа вредност. Значи, уште пак ќе кликнам на насловот да затворам. Значи, програмот сам си ги зема кои конти се користени при изработката на даночната пријава од формулите. Значи, нема потреба вие да ги дефинирате полињата. Доколку сакате да докнижите некои деветки со некои основици, еве на пример за ова поле, тоа е поле 01. Во 01 имаме две конта, долго побарува. Ќе ги пополниме со некои деветки, 99001 со 990002. Значи едноставно импровизирам, со контирање на крајот ќе се додадат и тие деветки. Ова се уште не може да го контираме, бидејќи немаме налог. Кога ќе доделиме налог, еве на пример 90/0002 со табулатор, тој налог веднаш се позиционира во редот кај пресметката. И кога имаме налог, вредностите се заклучени, односно и да кликнеме на рефреш нема да се сменат вредностите. Ако во меѓувреме имаме некоја друга промена во контирањето. Овде се ќе кликнам контирај и сега добиваме припрема за контирање со налог. И копчето спроведи е веќе активно. Со кликнување на спроведи се книжи во финансии, во тој налог. Можеме овде да го затвориме на насловот. Веднаш можеме да го прокнижиме и месечниот даночен биланс. Еве за втори месец, ако кликнеме контирај,
добиваме да се контира практично пресметката за МДБ, овој износ, врз основа на две конта, долгови и побарува. Доколку не ги ставите вие, програмот сам ги дефинира некои предефинирани користени од книгодители, а можете и вие да си ги смените. Сега, например, сакам овде двојка. Ќе ставам овде двојка, кликнам контирај и еве имам друго конто. Кој налог да го ставиме? Па, добра пракса е да се стави во истиот налог со данъчната пријава. Контирај, еве имаме данъчна пријава, односно налог од ДДВ 04 и спроведи, еве ги овие две ставки во истиот налог. Значи, едноставно, и овие работи кои се мануелни, кои се лесни, може да си ги направите уште полесни со користење на шема за контирање.